Многу од поддржувачите на Доналд Трамп и понатаму лажно веруваат дека Џо Бајден ги украл изборите во 2020 година и дека поранешниот претседател е жртва на политички прогон. Половина од веројатните гласачи на Републиканската партија им кажуваат на анкетарите дека се уште го поддржуваат Трамп во однос на неговите примарни предизвикувачи. Ова не е изненадување за оние кои ја проучуваат реториката на Трамп, вклучувајќи ја и професорката за комуникации Дженифер Мерсиека. Кога тој тврди дека правил се како што треба и дека бил најголемиот претседател што некогаш постоел, тие се склони да веруваат во тоа. И така, тој се представува како силен лидер. Повеќето од другите кандидати за републиканската номинација ја ограничија својата критика кон Трамп. Таа стратегија е во согласност со анкетите кои покажуваат дека иако базата на партијата е отворена за алтернативи на поранешниот претседател, таа не вклучува некој што е анти-Трамп. Републиканската претседателска кандидатка Ники Хејли беше амбасадорка на Трамп во Обединетите нации. Она што ни треба кај еден претседател е некој која знае разликата помеѓу добро и зло, која знае разликата помеѓу исправно и погрешно. Претседателот Бајден се соочува со само символично противење од другите демократи и во голема мера води кампања за неговата економска историја. Отворивме 14 милиони нови работни места, од кои 800.000 во производствениот сектор. Стапката на невработеност се задржа под 4% во период од 50 години. И платите за работничките семејства се зголемија, а инфлацијата се намали за 65%. Анкетите покажуваат дека многу гласачи, вклучително и демократите, се прашуваат колку ефикасен лидер би можел да биде Бајден до крајот на вториот мандат, кога би имал 86 години. Тој не може да го смени фактот што луѓето сметаат дека е премногу стар или дека имаат чувство од економијата не оди добро. Трамп и Бајден и двајцата велат дека се кандидираат да ја спасат Америка од екзистенцијалните закани што ги носи другиот. Нашата земја е во неволја, се уништува. Заедно ќе се соочиме со ултралевичарските лажговци и губитници кои ја уништуваат иднината на државата. Бајден пак вели дека дел од причината зошто повторно се кандидира е да го спречи Трамп да се врати во Белата куќа. Видете, тој се кандидира и јас треба да се кандидирам.